Почитувани гледачи, добро вечер во уште едно отворено дебатно студио на телевизија Нова на актуелна тема, овој пат од надворешната политика и дипломатијата, насловена Скопје Брисел преку Атина или Софија. Вечерва ќе разговараме за тоа дали последните активности на нашата влада и на дипломатијата конкретно се некакви знаци за тоа дека нешто се случува на релација Скопје-Софија или Скопје-Атина во насока на разговорите за наоѓање решение за спорот за името кој што го имаме со Грција или договорот за добрососедство кој што Бугарија го постави како услов да не се поставува како пречка за македонските евроинтеграции, евроатлантски интеграции. Дали она што се случува со медијаторот Метју Нимиц, неговото последно доаѓање во Скопје пред неколку дена и патот за Атина, средбите со Димитров и со Заев, како и она средба Заев-Борисов и најавеното подпишување на договорот за добрососедство и заедничко чествување на Илинден, колку сето ова може да се анализира низ призма на отвореност и иницијативност од страна од македонска страна кон соседите или кон сервилност за донесување конечни одлуки. На овие теми би разговарале вечерва со моите и ваши вечерашни гости, господинот Љубиша Георгиевски, поранешен македонски амбасадор во Софија. Добро вечер и ви благодарам за учеството во емисијата. Добро вечер. И господинот Љупчо Арсовски, прв македонски амбасадор во Грција. Добро вечер и за вас. Добро вечер. Господа, во најавата начнав дел од темите за кои што би сакал да продискутираме. Актуелна е посетата на Нимиц од Скопје нели во Атина, договор за добрососедство за кој што последните сигнали од нашиот премиер по посетата на Софија беа дека речиси се завршено. Тие се генералните теми на кои што би сакал вашето размислување да го чуем вечерва. Ајде, ќе му дадеме предност на Георгиевски како повозрасен. Дали ваквите комуникации последниот период и на релација Скопје-Атина и Скопје-Софија може да се сметаат како желба, како покажување иницијатива од новата македонска влада или пак исходот, еве да речеме конкретно од Заев Борисов, покажува и претерана сервилност? Видите, неспорно е, мислам, апсолутно неспорно е дека има потреба секоја во наводници нова земја, која никне во едно пространство, првото што треба да го направи е да направи така наречени по старо, колега Тарсовски ќе ме поправи ако немам право, по старо мировни договори, така се викаше, бидејќи новите земји никнувале после војни, или сега, чуем ова денеска, се вика добрососедски односи, значи договори за договори. Тоа е неспорно. Меѓутоа, колку што е тоа неспорно, толку е спорен начинот како ние пристапивме тоа да го решаваме. Во врска со тоа, ја би дискутирал, би ја проширил вашата тема, за кога се дискутира за надворешна политика, би требало да се дискутира интегрално. Да се имаат предвид сите играчи. Значи, пошироко, Балканот, тука и Србија, тука Албанија, тука не е само Грција и Бугарија. Ако гледаме парцијално, ќе направиме грешка, веќе методолошка грешка, однапред писам. Во таа смисла, можда не требаше така да се направи бучно тоа, колку што се направи. Можда целата работа требаше да биде потиха, можда требаше да се сондира подолго време терен, бидејќи Европската Унија како наш таргет, како наша цел, тоа ни кажа еден господин овде, кој дојде и ја постави владата. Тоа е Хојт Брајан Ти, како се вика, кој вчера даде изјава во Србија за нин, дека земјите од регионот евентуално по 30 години ќе се приклучат на Европа. А овде во име на Европа оперираше. Значи, јасна е работата. Кога имате толку време, еве да не се 30 години, ама 10 години најмалку треба и најголемиот оптимист да потрошиме за Европа. И то не улудо, него со јака работа.
Тогаш треба известна сондажа. Ги знаеме партнерите и бугарски и грчки, во случајот за тоа говориме, но генерално, сега само тоа би го рекол, а после ќе видиме што можеме да разглобиме. Сега, Мојот господин Ерсовски, колку во поширок контекст може да се анализираат работите и ваш став е прво за релациите со Софија, за она последна посета на Бугарија на Заев и за средбата со Борисов. Дали зборевме пред почетокот на емисијата колку дипломатијата дозволува транспарентност, колку е дозволено да биде во завиена форма, колку граѓаните имаат право да дознаат за што се преговара. Конкретно на релација со Софија се разговара интензивно за тој договор за добрососедство, а немаме увид во комплетниот документ за што се преговара. Во неколку работи не би можел да се сложам, имам поинакво гледање на она што се случуваше на вистина, тука се служуваме многу краток период, меѓутоа некогаш краткиот период нам не изгледа краток, меѓутоа секако дека во Брисел и во САД се подготвувал тој период. Имено, кога дојде до промена, таа што дојде после изборите и така натаму, првите посети беа на Брисел. Брисел сигурно дека веќе бил подготвен и бидејќи двете земји се и членки на НАТО, и членки на Европската Унија, каде што ние имаме намера да влеземе не само сега, туку веднаш од нашето самостојување, првите декларации, резолуции во Собранието на Република Македонија беше новата проевропска, пронатовска ориентација на Република Македонија. Тоа е неспорно. И се случи тоа што се случи. Имаме веднаш посета на министер за надворешни работи на Атина, посета, и имаме веднаш посета на премиер на држава кај својот колега. Во некои други времења тоа е нормално кога се одвиваат такви комуникации. Сега овде имавме скоро 10 години ниту еден министер не дојде од Грција кај нас, дојде пред година и пол, две код СИАС и така натаму. Меѓутоа, сепак беше тоа еден голем простор, празен простор, во кој во двете страни си вршља националисти, медиуми, си се тркалаа, сите работи, си се користеше отвореното прашање кое го наметна Грција за своји, да кажем, цели и во двете земји, би рекол. Тоа е нормално, овие 25 години и Немец не можеше да отиде чекор понатаму, бидејќи секогаш имаше негде избори, секогаш имаше некакви проблеми во едната или во другата земја. Сега, има еден друг случај. Ние прилично заостанавме во нашиот пат овие 11 години. Вербално, да, имавме многу убави изјави, меѓутоа на терен практично ништо не се работеше. Јас никогаш не сум сакал да се врзувам за влезот на Република Македонија во евроатлантските асоциации врзано за датуми, за години. Јас се сеќавам, уште бевме на почетокот кога се тврдеше дека до 2000 година Македонија ќе биде примена во Европска Унија. Ма дојде 2016, сега се спомнуваат нови. Значи, проблемот е не само кај соседите, не само, него проблемот е кај нас. Кога ќе ги постигнеме тие критериуми во правосудството, во организацијата на државата, во владење на правото, медиумите, нема никаков проблем да влеземе во Унијата. Ке течат бргу преговорите. Зашто? Па сепак за 25 години Македонија изроди на вистина една млада генерација кои се спремни и да учествуваат на преговори и сето тоа. Меѓутоа, тој просторот изминатава деценија кој го изгубивме, кога рекоа вие Македонија го напушти патот. Не сте веќе на патот. Добивме едни забелешки, други забелешки, трети забелешки, така што овој момент сега се чекаше и Брисел, навистина чинам дека ова се организирани работи што побргу да се започнат. Немаат они илузија дека ќе завршат веднаш тие. Нити пак јас имам илузија дека со името веднаш ќе се реши или дека многу лесно ќе оди и со она што е договарано во Софија. Во Софија документот го немаме, јас не би можел тука да
да зборувам. За она што е за Грција, би можел, сум гледал документи, сум гледал предлози и така натаму. Ова, мерките за доверба што ги градиме со Грција, не сум ги видел, ама ги знам, бидејќи ги пишував уште пред 25 години. Тоа се комуникациите, прекограничната соработка, отварање на нови гранични премини, возобновување на пругата, едукација. Имаме многу простор каде што навистина може да соработуваме. Ова со Бугарија морам да ви кажам дека Македонија се сеќава господин Георгиевски дека беше иницијатор негде 90-те години за резолуција во Обединетите нации за добрососедство. Македонија беше иницијатор и бевме спонзорирани од многу земји, таа резолуција донесена. Така што една таква декларација, еден таков договор, чукаме на отворена врата, го имаме. Сега тука е оптовареноста со историјата, оптовареноста со многу прашања кои не сме ги решиле од порано или сите се решавани на свој начин секој во својата земја и сега треба да видиме каде се нашле и колку се нашле и што е прецизирано и што останало нешто малку, што ме чуди, ако е малку, требало да биде решено. Споменавте потребни реформи, правосудство, медиуми и слично. Не мислите дека сите тие биле, како да кажам, погоден услов кој што ЕУ ни го кажувал изминативе година, секогаш на сите тие услови се надвиснувало прашањето за името, дека и да сме биле перфектни во овие области, дека секогаш ќе постоела пречка реално? Јас имам една моја теорија дека ако сме добри, со името многу лесно после ќе оди целата таа работа. Ако сите сватат дека ова е една земја навистина како една Шведска, една Норвешка, една што ја знам. Ако е така, не е така, македонците пречат на тоа. Ова земја, драги колега, ова земја, потеркот на е завера против Македонија и против македонците. Не е завера, него е чиста политичка ликвидација. Видите, ако два тима играат фудбал и едниот тим едноставно не може да даде гол, а судијата свири 5 пенали, тогаш не е вината во фудбалерите, а вината е во судијата. Европа што прави со нас? Кадија те суди, кадија те тужи. Она решава. Сега се испоставија 3 списка. Да ги земеме, да ги анализираме списковите. Список на желби, тиранската платформа, која се поентира со ништо повеќе од дека сме геноциден народ. Да се договориме, ако сме геноциден народ, јас ќе гласам да се уништи тој народ. Мразам геноцид. Другиот список е грчки. Вие то одлично го знаете тој список. Тој список за 4 век не се променил. Истија. Сега, третиот список е бугарскиот, кој јас па одлично го знам и зашто бев таму. Ако ги споредите тие 3 списка, најмалку 50% има исти тези. А што променивме ние кај нас? Не, исти тези имаат списковите. Тоа значи дека се правени од еден центар. Затоа што, јас ќе ви кажам професионално, дајте ми 3 пиеси, ќе речам овие 2 се од еден автор, ова третата не е од истиот автор. Значи, што се случува? Македонија треба да се обезглави и во тие списоци е јасно. Сака да не кастрираат од историјата, а тоа значи да не кастрираат од идентитетот и сака да уведат овде режи. Секој кој е македонец да лежи. Така лежа и Методи Андонов Ченто, и Панко Брашнаров, и сите тие македонци лежа, сега треба да се реставрират. Тоа е обична реставрација. Не сум убеден дека Европа навива на теза на Европа, мислам дека е дури малце, не знам, не сум ни јас убеден. Затоа што сепак 3 земји на Советот за безбедност не признале со уставното име. Сите земји на Европската унија комуницираат со нас со уставното име. Не, со нашата земја. Не. Со вашата земја. Не, зборувам за комуникација, зборувам она што оди со ноти, со писмена комуникација, што остава траги во историјата. Они имаат договор тамо, јавно да не се употреби зборот
Република Македонија, дека е тоа надворешна политика заедничка нивна, за да не го отежнуваат целово прашање. Така да стигмата да не се гиба. Да. Ние да останеме стигматизирани. Со толку поддршка од Соединетите Американски држави, со толку поддршка од Брисел, вика, дајте, работете нешто. Дајте, што изработивме? Да ве молам, ајде да споредиме Македонија од пред 15 години со ова овде. Да патуваме со кола. Да, пред 15. Низ Македонија. Што сработивме? Па тоа сосем друга земја. Мислам дека би треба да бидеме покритични. Не. Ќе ви кажам со цифри. Кон резултатите, дека јас сум бил неколку пати во Брисел и морам да ви кажам, со чудни очи не гледаа. А ние се потресовме. Не, па со чудни очи Брисел не гледа. Па тоа е, дедо ми парола. Пазите, Европа не гледа. Па ние сме порани економски од Бугарија и од Албанија. Со што сме и од Романија, со све. По сите извештаи. Тогаш читаме различни сајтови. Различни сајтови. Јас ќе ви кажам едно. Тие спискови, ќе ги прифатите ли или не? Тоа одговорете. Прво, јас долги не прифаќам теорија на такви заговори, дека не е тоа теорија на заговор дека сите се против нас. Тоа не го прифаќам. Ние прво овде кај нас треба да се договориме. Кај нас нема единственост. Во моментот кога додека се наоѓа премиерот во Софија, нормално и кај нив националистите, не знам, Божите, вие ги знаете, тој Димитров, Божидар или како се зборува. Му даваат простори овде и од двете страни повторно се медиумите. Ама кога сме веќе кај бугарите, јас ќе ви кажам нешто. Како амбасадор, вие знаете каква е деликатна ситуацијата. Вие и јас делев ниста судбина. Не дај Боже, вие бевте во Атина, јас бев во Софија. Не дај Боже. Јас направив еден гест амбасадорски за еден 2 август, ги поканив сите. Од лево ми седеше Максим, Бог да го прости, патриархот бугарски, од десно Симеон, премиерот, Сакско-Бургоцки и цела камарила. И се прикажува мој филм, тоа е моје право. Се прикажува Република во пламен. Молчеа како саливени. Само кога го убиваат детето гранатите, Сакско-Бургоцки вика, зошто го убивте детето? Се потресе човек. И ја викам, извинете, јас не го убив детето, турците го убија. И Европа нас така не убива. Грците не убиваат. Јас бев во сред Атина, од едната страна седеше министерот за надворешни работи, од другата страна за култура и се прикажуваше на сцена буре барут. Сакам да кажам, ете, една културна дипломатија може да стори многу повеќе него медиумите што можат заради разни причини да го завадат народот. Ама поентата ми е друга. Кај беа тогаш бугарите? Беа помали од маково зрно. Сега кога имаат позиција од Европа, имаат грб во Европа, сега тие диктираат услови. Па тие ќе ме линчува мене сега да го направам тоа со филм. Еден ден и ние кои ќе влеземе во Европската унија ќе бидеме исто како нив полноправна членка и ќе престанат желбите за граници, за јазик, за едно за друго. Меѓутоа, пред да станеме, мора да се исполнат критериумите. И они ги имаа сличните критериуми, или исти критериуми, меѓутоа политичката ситуација налагаше тие да го затворат кругот од Грција, Бугарија, Романија, Унгарија, Полска и Балтичките земји. И они ја затворија. Ние останавме сега моментално само во центарот на Балканот, останавме ние, Косово, Албанија, и Србија и Босна и Херцеговина. Господине Георгиевски, ја споменавте реакцијата само едно да ви кажам. Вие на некој начин ја упростувате мојата теза. Сите се против нас. Европа е сите. Европа е едно мало острово во светот. Од кај Европа сите? Кај е Јапон? Кај Кина? Ние збориме во контекст на Европската унија. Каде е Америка? Ако збориме во светски контекст, збориме за Обединетите нации, каде што сме 130-140 земји и комунистирани. Ама пред се ние треба да процедиме кога ќе дојде до пресметката меѓу Америка
Европска унија. Сега доаѓа до пресмета. Сега денес... Големите нема да се скараат, видите сигурно. Не ичум да се скара. Нема да се скараат. Ке дојде до Нема да пресмета. се скараат. Господине Георгиевски, Брексит имате. ја споменавте Ние сега реакцијата на Саксо-Бургоцки. Колку поради тоа што не им се допаѓа можеби некоја друга историја, вие споменавте еден дел од историјата во Републиката во пламен, сега ќе реагираат бурно на ќе не тера да менуваме учебници. И тогаш не им се допаѓаше. Поентата ми е што тогаш беа мирни како бубици, а сега се дрски и безобразни. А ние сме исти. И тогаш и сега. Знаете што, ова со учебниците, ќе ви ја кажам, ево е една, по мене, мислам дека е искористена, можеби, не знам, не сум го видел договорот, можеби делови видел во негово време амбасадорот кога биле подготвувани одредени документи. Меѓутоа, 96 година, 20 години од денес наназад, му правам протоколарна посета и работна на министерот за надворешни работи за образование тогаш на Грција Јоргос Папандреу, подоцна министер за европски прашања и премиер. И меѓу другото му дадов забелешка дека во нивните учебници се спомнуваат многу погрешни формулации за Република Македонија. Секогаш сум го употребувал уставното име. Тоа било јасно како ден секогаш таму. И не сум имал проблем. Тој ги нотираше сите тие работи. Јас му реков уште 90, уште од 80-тите години кога бев во Солун ги гледав учебниците, таму пишува така наречена вештачка творба. Децата се едуцираат со формулации такви како што и турците имале слични, од тоа дознав од турскиот амбасадор, дека и они имале слични забелешки. Викам, затоа вас ви беше лесно да собере митрополитот Солунски милион луѓе на плоштадот Аристотели. Зашто? Па децата тоа го учат, дека нема Македонија, нема тоа е Србија натаму, дека турците се клети, дека се колјачи. Тоа пишува, да ја карикирам. И вика, што предлагате? Јас викам, предлагам да ги размениме прво, бидејќи вашите учебници ги дава државата, ја не можам да добием, секој дете си добива, треба да молам некое семејство. Да ги размениме службено сите овие земји на Балканот, учебниците, се формираат мешовите тимови да поразговараме како можат да се извадат одредени формулации. Не историјата да ја менуваме, него да не пишува така наречени славомакедонци, да не пишува клетите турци, да не пишува... Значи, сепак се случил масакр, се случило стрелање, мора да се тоа нотира. Меѓутоа, може да се нотира на поинаков начин, да децата сватат дека тоа дел од историјата, а не дека тој од другата страна е колјач. Тоа се генерации пред 2-3. Имате ли впечаток дека некој се обидува да негира историски факти преку... Јас не верувам, јас лично не верувам, тоа ќе бидеме сигурно наскоро сведоци кога ќе биде во собранието. Премиерот вели ќе биде наставен увид кога ќе биде во собранието. Апсолутно, јас не верувам. Сакам да направиме разликата помеѓу декларација и договор кој што ќе мора да биде ратификуван во собранието. Јас не верувам дека некој ќе пристане да се извадат цели пасуси и да се менува историјата. Јас во тоа не верувам. Никој, и не јас. Јас не верувам. Може да има формулации во овој дух. Тоа е стара идеја. Тоа е стара идеја која беше на масата многу пати во разговори кога беше амбасадор колегата Георгиевски таму и кога сум бил јас, и тоа било и со Белград и со други разговори во рамките на тој процес за соработка на Балканот кој го имаме, кој се уште трае. Знаете што, ако говориме за дипломати, јас кога бев таму уште, тоа беше како добро утро. Вика, нашата историја заедничка. И сега, ја викам, добра, ама што ми е заедничка? Ние сме два субјекта. Од глаголот заеднички подразбира две страни. Две страни. Е сега, одговорот, знаете кај прогресира тоа? Сега не е више заедничка, него е иста. А тоа е огромна нијанса. Значи се укинуваат двата. Втората теза беше, ние сме браќа. Абе, аман, ве молам, викам, ајде да сме братучеди. А зашто братучеди? Па затоа што Каин го уби Авел и ич неким да сме браќа со никој. Сакам да сме братучеди. Моето е мое, твоето твое, историјата.
Неќе Во тоа. формулацијата браќа и грците ми ја кажувале на со идеја дека сме иста вера, дека имаме добро две различни цркви, србите велат као браќа сме, значи него друго е да се стави тоа на хартија као браќа, тоа нема да се стави. Што значи дека сепак задојуваме, правиме нешто што припаѓа на историјата. Треба да гледаме сега напред. Ние ако работиме во земјата така како што треба да работиме, ако ја исправиме, дај Боже да исправиме час побргу, Не можеме, кој ќе го суди тоа? Немам доверие Зашто во да се суди Европската кога унија. Јас сум евроскептик, разберете го тоа. Говорам свое лично мислење, не говорам за партија. Јас сум евроспек. Денес Бекер кажа дека обнароди дека уште 2010 рекол дека Европската унија ќе пропадне, одnosno треба да се уништи. Јас знам ја изјавата на амбасадорот амерички, Јас што е амбасадор испратен имам во друго Брисел. искуство со Европската Вие унија. велите Брисел. Кој Брисел? Јас имам Треба друго да се искуство говори, со- да се говори за више Брисели веќе. Вчера беше скандалозна кавгата меѓу Јункер и како се вика Вијани, во парламент, скандалозно. Мене тоа не ме зачудува, него јас имам други искуства со Европската унија визави Македонија, кога 2002 година станав национален координатор во проектот за виза, азил и миграција. Значи 3 години бев представник на Македонија во Брисел, ја водевме делегацијата и ги водевме преговорите. Бевме 2005 година бевме прва земја пред Хрватска, пред Србија, пред Црна Гора, пред Босна и Херцеговина, пред Албанија. Што, во Брисел. во трки Што? спенија? Не. На ќе ви колку кажам. метра Не, тркат? не. Метрата, да ви кажам, први бевме ослободени од визите. На тој начин што направивме биометрички пасоши, со границите ги обезбедивме со Тоа договори. никој не го негира. Па тоа се ако така се работеше во сите сфери на државата и во земјоделието, во заштита на човековата околина, имаше проекти. Ако беа завршени, ние ќе си бевме како земја на еден повисок ниво. А сега за малку ќе ни беа и воведени и визи. Јас многу ја почитувам вашата желба да е така. Така Ама, верувајте ми, не е така. Секој ден не убедуваат дека не е така. Ни праќаат спискови. Колку тој период за кој вие говорите и ослободувањето од визите и дипломатијата минатата декада, да речем, се разликуваат целосно кој ќе земеме од ова денеска што ни се случува. Колку Тоа е 10 години. Колку е сега моментот поразличен во поглед на притисокот кој што се врши од Вашингтон и од Брисел и колку тие центри одлучиле дека е сега моментот да се реши ова прашање со Македонија, влегувањето особено во НАТО и почетокот на преговорите, од тој период за кој вие говорите кога имало уште од домашните задачи? Ние имавме сериозни критики кон правосудниот систем во држава, не само сега. Уназад со години, но кога излегоа лентите и така натаму, дојде до израз се бидејќи беше ставено на увид на јавноста. Тоа Верувам дека Брисел бил свесен за аномалии на системот и без да излезе тоа на виделина за дали се работи за судство, дали за медиуми, дали за економија. Не, извинете. Овде имаше Лентите се доказ дека владата се прислушкувала самата себе за да излезе во пресрет на Европа, за Европа да може да постави нова влада. Така се говори често. Генерално, дека бевме веќе отцртани дека овде владе има голема корупција, дека голем капитал е изнесен од Македонија, дека правосудството е во спрега со актуелната власт, дека медиумите се платени и преплатени преку различни форми невладини организации од двете страни. И што имаме сега? Имаме една ситуација во која Брисел вика ова не може вака на Балкан. А на што се должат зато... на Нимиц, да речеме, кој што постојано изминативе години? Сега е моментот. Да. Чувствува и тој, и посредниците и од Брисел и од Вашингтон дека нешто мора сега да се реши со државава и со регионот за да не излезе од контрола или? Не, видите, Нимиц ја има својата задача како медијатор, и тој си го работи тоа. Неколку години не беше тука, не беше присутен, бидејќи имаше кај нас отворени прашања кои се нерешени, во моментот не можете да го поставите тоа. Кога ќе оди во Грција упадна во последните години со тој долг од 500 милијарди, тоа е страшна работа.
тоа прашање ќе биде искористено во моментот за паѓање на влада, за природно е. Тоа што го кажува сега е моментот, мислам дека е нечесно да се кажува на таков начин, бидејќи се провоцираат и двете страни дека као еве можете, а не го решавате. А тој длабоко е убеден и знае дека двете страни се многу далеко од прашањето. Го кажувам во поширок контекст, во смисла дека е жесток притисокот и од Брисел и од Вашингтон, дека во овие интензивни посети на Атина и на Софија, очекувањата од новата влада... Видовме дека... Јас имам конкретен одговор, не дипломатски. Ќе ви кажем како екс-председател на Собрание. Сега е моментот, затоа што мнозинството е тенко. 6-2 пратеника. И тоа е многу ефемерен момент на мнозинство. Со 6-2 пратеника, јас знам, јас бев председател на Собрание со 65. Па ноќе морав да станувам, да правам јас лично по пиджами кворум 61. Математика, да. Сега, со 6-2 пратеника, Европа е парламентарна демократија тука. Тука никој не спори. Тие знаат што значи. Сега во парламентот, зошто беше кавгата во Европскиот парламент? Фундаментално, затоа што Европската комисија не го слуша парламентот. А нас ни вели парламентот е свесија. И второ, затоа што само 30 пратеника имаш. И смешен беше тој парламент. Па ако од 280-700, колку се пратеници, тамо идат само 30, пардон. Таки слики за парламентите има и во Европа, и во бугарскиот, и во романскиот, и во нашиот парламент. И во нашиот. Затоа именно тоа. Затоа се брза. Додека е тоа... Зборот ми беше дека Немец дојде со убедување дека ќе продолжи за Атина. Меѓутоа се виде дека тој доаѓа како на покана на двете влади, ама едната влада очигледно дека не беше спремна да го прими, бидејќи ќе требаше нешто да каже. Имаше што да каже за време на посетата на нашиот министер, да ги кажа познатите ставови, само јас веќе еднаш кажав, во една чоколадна обландирана форма, меѓутоа тоа е исто, значи нема померување. Значи Немец едноставно во овој момент, кога би бил, јас пред некое време лансирав една таква идеја, дека треба да го врати мандатот во Обединетите нации и да каже ова политичко прашање више не е политичко прашање, нема иредентизам од едната страна. Едната страна не може да нападне Грција, нема ништо од таа страна. Напротив, се прифати до сега. Се промени уставот, се промени знамето, се промени се. И ова прашање веќе добива друга димензија во Обединетите нации, а тоа е правната димензија. Игор Јанев, експертот за овие прашања во Обединетите нации и професор го кажа дека ова треба да се извести Советот за безбедност и готово 140 земји се зад нас. Конечно и на пресудата од Хаг треба да и се даде. И Хашкиот. Таја ќе биде само како еден шлаг на целата работа дека е таа здраво. Независно што секретарот генерален на НАТО веднаш изјави дека тоа нив не ги интересира. Ке ги интересира дека тоа одлука на еден меѓународен суд. И тоа не е политичка, тоа е правна одлука. Затоа го враќам прашањето лично на правната територија, бидејќи тоа таму кој ќе се разговара, тоа што било пред 25 години не е повеќе. Не е повеќе. Во оваа точка се слагам потполно со вас и би додал дури. Не е чудо да се очекува таква постапка на Немец, која ќе го види списокот, што не го испостави нас Кодзијас за условите. Зашто тие точно како што велите вие не го прими, а нема што да му кажат. Не само што нема што да му кажат. Само на ниво на министер за надворешни работи. Да, за да имаат излез, да имаат капиџик да побегнат. Онај список, па тој извинете за израз народен кучињата со мас не го јадат. Како на еден Метју Немец, еден господин во години, кој 20 години се мачи, некој тамо да смири, да му се каже тој список. Тоа значи да му се речи нему дека да си оди кај што не треба. Тоа е пораз него. И ја мислам дека точно тој заклучок... Му помага и поранешниот мијатор Онил, кој рече дека тоа е веќе смешна работа. И треба да се очекува... Прашањето веќе не може да екзистира како политичко прашање. И нашата дипломатија треба токму така да работи. Како што вели колегата Арсоси. Сега треба да се работи малку со Немец и да се
малку витализира неговата суета, неговото искуство, да му се даде благодарност. Може би нашиот председател треба му даде орден. Не сум сигурен. Ali има разни механизми како треба да се направи. Одиме со првиот блок реклами, се враќаме повторно во студиото, останете со Телевизија Нова. Почитувани гледачи, повторно назад во студиото на Телевизија Нова со моите и ваши гости Георгиевски и Арсовски. Арсовски е вториот дел од вас, ќе го почнам. Георгиевски спомена дека агресивноста на Бугарија во овој договор за добрососедство и во поставеноста кон Македонија многу значително се зголемила по влегувањето во ЕУ во споредба со тоа каква била Софија пред влегувањето. Колку во делувањето на Атина има континуитет во таа агресивност? Дали и колку се променија и можеме ли да кажеме кога сме биле најблиску до компромис со Грција во изминативе години? Па мислам дека пред 2008 година, пред самитот за НАТО, имаше во неколку наврати некакви, да речам, не би можел да ги крстам решенија, бидејќи тоа е нерешиво прашање да се смени име, но некаква модификација, ја би рекол само во комуникација меѓу нас и нив. За уставот менување никогаш не сум бил и нема ни да бидам. Значи не доаѓа во предвид. Меѓутоа, пред некој време имав неколку такви искажувања кај што може да дојде, грчката формула, норвешката формула, финската формула, тие се Суоми, вамо се Финска, они се Hellenic Republic, Па и Германија? Па и Германија, они се Hellenic Republic, па на грбовите им пишува Хелас, на други пишува Грис и така натаму, пред таблите им пишува. Значи, има решение, ама да биде тоа ерга омнес именување на уставот, тоа, значи, во светот е познати се тие решења, нема нерешено. Ама ако поставиш на некого, како што кажува, илјадници услови, ќе речеш не можам, тука не доаѓа во предвид. Сега, агресивноста дојде особено после НАТО, каде што беше изигран тој документ меѓу најсилен меѓу две земји, потпишан во присуство на представник на Обединетите нации и то во седиштето на Обединетите нации. Тоа е времената согласност. Времената согласност, членот 5, точката 2, врзана со членот 11 од Единствената спогодба, фино, децидно кажува дека првата страна Грција нема да и прави никакви пречки на втората страна, доколку втората страна биде прифатена, примена во меѓународните организации со референцата со која е запишана во привремено во Обединетите нации. Значи, толку е јасно, меѓутоа тоа беше изиграно. Тоа беше изиграно токму од тие земји немаше вето. Вето може би Грција се засили и го ставаше на маса и затоа се најде една таква формулација и тоа во некој си од заклучоците 30, 25, 34 долу некаде дека поканата стои отворена, кога ќе го решите името тоа. Отворено сето тоа. Меѓутоа Грција можеше да стави вето ако имаше таква интенција како што Буш ветуваше ден пред тоа дека е готова работата. Ако станеше, тогаш ние на идниот самит на НАТО ќе си бевме примени, бидејќи она нема право на два пати на вето. Значи, тука беше јасно. Инаку, врзано за овој цврст став, морам да ви кажам дека пред доаѓањето тогаш 2008 година од 2 до 4 април на тогашниот премиер Карамалис, тој дојде во джепот со тоа вето, кој го доби од 300 пратеници во грчкиот парламент гласаа за вето. И Сириза, и Комунистичка партија, и внатрешна, надворешна, леви, сите гласаа му дадоа за право ние. Значи, они практично времената согласност грчкиот парламент ја стави вон сила. Вон сила. Затоа што и не поминала таму. Таа не поминала таму. Таа не била ратификувана. Не беше ратификувана. Не беше ратификувана, бидејќи во спогодбата стои дека ратификацијата ќе се направи во двете земји според законодавството. Се они сметаа дека таков документ не треба да оди. Сега, амбасадоре, тука е таа агресивност која е присутна и затоа се тие сега силни како ќе се одвиваат работите за да ние станеме повторно влезе во сила. Тоа сепак, тоа работа ќе треба да биде свршена на наредниот самит по мене на НАТО,
каде што ќе мора да има некаков нов заклучок, некаква модификација дека еве од Букуреш навака 10 години се поминати, ништо не е дојдено ова прашање со Нимиц, ќе мора да има некаков мал штоф за да се измени. Ако не се измени, нема промена. Кога ова прашање стана идентитетско, а не прашање само на името? Во 2008 година беше двоен заговор. Не па за заговор. Двоен заговор беше. Прво беше договор да влези Македонија заедно со Хрватска и Албанија, и тој договор Буш, кој што си го дал Господ, си го врза в Крчи. Зад плеките на Буш имаше еден друг заговор. Грците појдоа во акција како да не спречат да влеземе во НАТО, а да нема вето. Вето и немаше. Без вето. Само на обично. Без формално вето. Есе. А играта од трета страна беше друга. Зашто грците се уплашија да стават вето? Јас тогаш бев тие денови во државна посета на Турција. Случајно се погоди така. И во разговорот со Ердоган, реков дека ние стравуваме, имаме такво пречувство, дека пак ќе бидеме блокирани, што беше општа појава. Не беше. Како рече ќе биде? Јас ќе ставам вето на другите. Тоа прв пат го кажувам јавно, не мора да е то више помина време, не е то класифицирано више, и да е класифицирано не е страшно. Дека јас ќе ставам тогаш вето на Хрватска и Албанија. И јас, да ви кажам, право се уплашив. Реков, не, до тамо работата, немојте така. Јас говорев само за впечаток. Значи, тука беа големи игри. Големи игри. Но тогаш станав евроскептик. Датум. Оđата пееше во Анкара и станав евроскептик и ги добив резултатите. Бевне изиграни како последни мангупи. Во таа игра влезе и поранешниот премиер, кога грците платија весници на еден ден пред почнувањето на самитот, два вестника централни во си објавија за пари на прва страна како нашиот премиер става венец на гробот на Гоце Делчев, а на истиот споменик е закачена картата на Чуповски на етничка Македонија. Да. И го прогласија уште тогаш за националиста. Добро, што ги споменавте споменици, ви положувањето веќе ќе се надоврза на Самуил и во Скопје и во Софија. Само не ми одговоривте на прашањето кога стана ова прашање идентитетско, а не само на името. Дали е во континуитет такво или не? Тоа е исто. Зборам, ние правиме колосална грешка. Цела наша пропаганда државна, без оглед, не говорам партиски. И дали може да се гледа одвоено или не? Ја говорам само од едно становиште. Дека Македонија ќе преживее покрај сите овие работи. Јас сум сигурен дека ќе преживее, затоа што ние имаме тренинг, 2000 годишен тренинг за преживување. Али името и идентитетот тоа е едно исто. Споменарствоски не треба да се двои. Како името ќе го мениме, ама идентитетот не. Не може ни една жена да е малку трудна. Или е, или не е. Добро, генерално прашање, како може да се гледа на поклонувањето на Заев пред споменикот на Самуил, цар на Бугарија во Софија и најавата дека такво нешто ќе се случи во Македонија, заедничкото чествување на Илинден и најавата за подпишување на договорот на добрососедство на 2 август, еве според Димитров и малку ќе се пролонгира. И она што го зборевме и пред да влеземе во студиото, навидум ноншалантноста дека најголем дел од работите се договорени со едно кафе, ќе решиме и тоа што станува. Па тоа е грешката, јас на почетокот кажав. За Илинден е јасна работата. Јас сум автор на тој Илинден како филм. Еден народ... Идеја за заедничко славење имаше уште Бучковски како прави премиер. историја, а после и се сеќава на историјата. Во нашиот случај македонски, сеќавањето на историјата е многу поважно од самото правење. Од и нас ни правеле и други историја. И сега кога дојдовме сами да си пишуваме историјата, од сите страни Балкани, од сите страни. Никој не е во таа смисла невин. Сите се фаќаат за историја. Нас не обвинуваат за метафизичка кражба,
А тие се околу нас метафизички крадачи, затоа што ние ми земат минатото. Ако јас немам минато, од кај на кај имам иднина. Патот води Омниум, Вие, Ромам, Дукун. Сите патишта водат во Рим. Ама знае од кај се трга. Значи, ние правиме огромна грешка кога нешто цинцулираме. Името може вака, али ова може. Го дадовме ли името готове? Јас не велам дека е тоа трагично, може да е комично. Како кој си ја чувствува татковината, нацијата, народот. Ама дека е готова, е готова. Жанровската определба е оставена на политичарите. Тие ќе направат жанровска определба како нив и мисле да е сапут. Но името не. И јас се приклучувам на мислењето на колегата Арсовски, дека не верувам дека некој македонец ќе потпиши некој документ за промена на името. Оти како што рече еден наш екс-министр, ќе треба му се исуши раката ако тоа го потпише. Колку сакам да ја посочиме разликата помеѓу декларацијата од 99-та со Софија до ова денеска што го преговараме во вид на договор. Разликата само чисто за пошироката јавност од декларацијата 99-та до договорот кој што мора да биде ратификуван во собранието и ќе биде обврзувачки. Да, декларацијата, ви тврдам, со најголема сериозност, дека јас ја спроведував леге артис минуциозно расположбата на декларацијата. Декларацијата не е документ таков кој обврзува, меѓутоа прави штимунг. И јас како амбасадор го следев тој штимунг и тој штимунг беше добар. Го кажав примерот со филмот, тој штимунг беше добар и затоа што се преведуваа мои книги за возврат. Јас режирав од нивните театри. Со еден збор бев третиран како македонец. Пишуваш Љубиша Ѓорѓевски, Македонија. Превод, кога игравме наша пјеса, пишуваше превод од македонски. Плакатите постојат. И тоа беше голем напредок. Само тука се застана. Тука е таа завера цела кај нас дека не ни го признале јазикот, не ни го кој признава, кому сме ние признали како земја нечи јазик во светот? Не, никој не ни прашал. А не се ни прашува тоа. Него сака повторно кажувам, има аналитичари, има професори, има кои си прават, секој си прави некој свој дуќан од целата таа работа. И нема потреба од таква работа. Нема потреба. Кога реков, значи нема промена на името, но меѓутоа има решение. Има решение, значи може, ако другата страна е спремна на еден културен диалог, разговор по сите тие прашања, а да ги оставиме националистичките, за жал, таму во Грција и како кај нас тоа е подигнато на национално ниво, само што кај нас има веројатно поголема демократија или помалку ќе каже некој помалку патриотизам, па си да дискутираат. Овде се дискутираше, се дава имиња. И ние, некои новинари учествуваа во комбинации вакви... За право, бе. Не сум прочитал некој таму да дискутирал. Зашто? Дека кај нив има еден аксиом. За националните прашања не се дискутира. Тука ќе се приклучам на вашата прва теза. Кај е нашата вина? И ние имаме вина, што не знаеме да даваме голови. Тоа е сигурно. Судијата башка што ни свири пенали. Тоа е дупло. Али и ние не знаеме да даваме голови. Зашто не знаеме? Затоа што е просто. Во школа се учи. Конкордија, патрија, фацит. Слогата ја прави татковината. Па ние таа слога не ја имаме сега. Мораме да си признаеме. Но јас сум исто така убеден дека еден ден македонскиот народ ќе се помири прво со самиот себе, само за да може да се помири со другите. Кога сме кај мировните уговори. Никој нема да ни верува. Ево, ја ви кажувам, Коритаров од Софија, може да он ќе го слушал, вика дојди на голем интервју, најглавниот новинар. Викам, не е чиста работата, избегавам интервју, затоа што не ни веруваат. Го видовме на телевизија Божидар Димитров.
со сите своји мани. Он вика, лекичко, ќе си стане тоа лека по лека, тоа ќе си стане българска држава. Зошто? Затоа што знае дека немаме слуга. А грците потпишан уговор го поништиле во парламентот, како што вели амбасадор. Сите партии стана. Одлуката на Лигата за народи за абецедарот, за да не го изглас, за да не помине во парламентот, се растури парламентот 25-та година. Добро, тоа е познато. Меѓутоа, ние сме исправени пред зборувајќи за Грција и за Бугарија, дека тие се во една спрега, дека на исти заеднички именител се ние им ја крадеме историјата. Ние им ја крадеме историјата. Тие се тези. Грција и се постави вака одозгора како родител на Бугарија во периодот кога Бугарија беше во фазата на преговори за НАТО, за Европска унија. Таја играше, тие периоди тешки за нас, каде што таа беше, што ќе кажеше Грција, тоа го правеше таа. Како гледате на потегот на Заев со Борисов и поклонувањето пред цар Самуил? Да ви кажам нешто. Воопшто не ме интересираат такви работи во смисол дека од тоа треба да се прави некаков Самуил како цар. Тој бил во целиот починал во Преспа. Така? Починал во Преспа. Нема споменик таму, никаков. Не го сметаат. Се смениле царства, чуда. Бугарите си направија еден филм за себе, за својата историја. Да не се враќаме назад, помладите генерации воопшто и не се ни сеќаваат за после војната од еден позитивен период Тито, Ѓорги Димитров, како наеднаш се смени целата ситуација. Прашам токму во овој контекст дека некој се обидува да прикаже дека им ја крадеме историјата. Кој денес се сеќава на Цула Драгојчева? Постарите ние се сеќаваме. Кој денес се сеќава на разговорите Крсте Црвенковски, Тодор Живков? Никој не знае за тоа. Тоа се воделе битки за нашиот идентитет, за историјата наша од поблиска и така натаму. Сега тоа не се едноставно. Направиле споменик. Утре ќе дојдат, може да се поклони и пред Гоце Делчев. Па тие го вратија Гоце Делчев, кај нас ни го дадоа. Сакам да кажам, ако се направат избалансирано, тоа нема никаков проблем. Големината на политичарите е еден ден да се извинат за некој што го направил. Дека е честно тоа. Еден Вили Бранд падна на колена во Полска за да се извини на пољаците за се што е направено. Францускиот и германскиот францускиот и германскиот председател за рака се држат. Кога ние ќе го имаме тоа на Добро, се извинувам што се држат за рака, се други склоности. Не, тоа е шала настрана, тоа е една порака дека една Германија која сме гледале како деца во филмовите како земја окупатор во цела Европа, наеднаш станува ние сме гледали Бугарија на ова и Бугарија, Ваташа, едно друго. Тоа се све работи, нема бришење на тоа. Тоа не може да се избрише. Ама зошто тоа Европа не го гледа? Еве сега имате 3 минути. Ја ќе ви кажам една работа. Како екс-председател на Собрание, битолчанец. Во Битола има неколку рала гробишта, страни. Француски, германски и така натака. И се слави Денот на Европа. Тогаш идат сите дипломати од Скопје и полагаме венци, и јас со нив идам. Сега ја направив една сондажа. Се фалам. Такви треба сега сондажи да се прави. Го замолив српскиот амбасадор, кој беше професионален, не беше партиски, дали би одржал кратко слово на 5 гробови на бугарски офицери во Битола во Брусник. Он вика да питам. Ќе ви кажам утре. Утре ми вели да. Одам кај Михов, кој беше бивши шеф на генерален штаб, пилот. Аз викам вака и вака бе, господине Михов, дали вие на српските гробишта воени од Првата световна војна би одржале еден говор на панихида? Да. Сите дипломати одиме на германските гробишта, оттаму одиме на тие 5 гробови, 5. Владиката држи панихида, кршиме вино, Србинот
трогателен говор држи. Оттамо сите во холите одиме на српските гробишта и Михов држи говор во кој вели: во еден момент Србите нас ни јавија, браќа, бегајте од таа кота, оти ќе има бараже ноги, не гините лудо. Утре во 6 сато ќе почне. И ние отстапивме. По 3 месеци, по 3 месеци ние им јавивме. Нешто исто и така. Тие работи може да не сближат, а не на некој поклон. Во тој контекст и во тој дух е пред неколку дена излезе конкретен предлог на вашиот и нашиот поранешен председател на собранието господин Андов, дека за идната година ова влада треба да размисли 100 години од завршувањето на Првата светска војна, да се договорат заеднички манифестации, да им дадеме почит на мртвите. Јас се сеќам кога бев во Солун, таму имаше српски гробишта, француски гробишта, британски гробишта. Кога доаѓаа дури и наши делегации, никогаш Ѓорđe, така се викаше од Црна Гора, потомок татко му останал како војник, секогаш кажуваше: овде нема само српски јунаци, овде има и македонски јунаци. Вардарска дивизија. Не им беше можеби, да, и Кичевска дивизија. И Кичевска дивизија. Ги пишува имињата на македонски. На македонски. Тоа значи дека е убавата идеја да се направи. Према тоа, гледате дека на историјата може и на друг начин да се гледа. Ова се ракурсите, затоа викам не треба избрзан. Еден Франко, најокорел фашист, го покани Салвадор Дали, направи споменик на паднатите борци на шпанската граѓанска војна. На кои борци? На сите. И тамо пишувало, ја не сум го видел, пишувало: овие паднаа за Шпанија. И комунисти и републиканци. Имаме многу заеднички работи кај што можеме да работиме. Некакви проблеми можеби ќе се отргнат од тој договор, ќе се тргнат, едноставно ќе се разговара за нив во дадено како анекс, понатаму кој ќе се созрее, некое време. Али треба бона фиде, обострано бона фиде. А не треба добра волја од двете страни. Да не се доведеме во ситуација нашето да биде заедничко, а бугарското да биде бугарско. Само за Од тоа се плаши јавноста. Јас не читам такви српски портали и некои. Ова направи, колега, ова направи лоше, ова направи. Георгиевски, каква е направија што во ваквите историски расправи улогата на Ману? Само ако може па да одиме на втор блок реклами, бидејќи имаме и прилог поврзан на таа тема кој што сакам да го прикажеме. Каква е улогата на Ману во оваа ситуација и дали изненадува молкот на Академијата во целата оваа расправа, во целиот овој контекст, дали треба поактивно да се вклучи? Па морам да ви кажам, до сега бев изненаден, ама еве денес се вклучи со едно комунике со кој се оградува од содржината на преговорите, односно на идниот тој документ со Бугарија, и нормално луѓето малку касно, доста јавноста ја свртија против себе, али тоа може да го направат и пред 15 дена. Не знам зашто да го направат уште пред 2 години, кога првпат сме го добиле договорот, или пред долго време, кога сме ги добиле документите, владата тогашна требала да им даде документ, да рече: составете комисија од историчари, сакаме мислење. Не им го дале, не го дале. Владата го одби тоа без да го даде. За 15 дена е нечесно една бивша партија да рече: вие сте отсутни. Па тие отсутни биле затоа што не биле информирани. Не, си имате и тие своји есапи. Како и да има, Божидар Димитров ги закопани. Ману е еден сериозен сегмент во секоја држава, како и кај нас, и требало да биде информиран и требало да каже свое мислење. Во овој момент, ако може прилогот од колешката Андреја Сибиновска, да го погледнеме околу последните ставови денеска на ВМРО-ДПМН, кој што повторно ја прозива Ману да не биде приврзок на Заев, и одговорот од Ману, потоа и одиме со вториот блок реклами и се враќаме повторно во студиото. Таки Фити како претседател на Македонската академија на науките и уметностите да реагира на изјавите на директорот на Бугарскиот национален историски институт, побараа денес од ВМРО-ДПМН. Ману има обврска да ги брани националните интереси, а не да молчи на скандалозните изјави со кои се напаѓа македонската историја, јазик и идентитет, посочи Зоран Илиевски од ВМРО-ДПМН. Таки Фити, претседателот на Ману, го нема, молчи и се крие. Да имаше грам достоинство, ќе застанеше и ќе го одбранеше со одличен углед, угледот на институцијата и угледот на Република Македонија. Јавноста се прашува каков човек е Таки Фити,
кога се повлекува и крие додека некој, како директорот на Бугарскиот национален историски институт, јавно му порачува нему и на колегите од МАНУ дека се луѓе кои сакаат само да живеат и да примаат плата. Преку соопштение до јавноста реагираше и МАНУ. Во дописот до медиумите МАНУ пишува дека не била и нема да биде привезок на ниту една политичка партија и дека не поседува информации за преговорите и содржината на договорот помеѓу Бугарија и Македонија, поради што наведува и не може во оваа фаза од преговорите да ги соопшти своите оцени и ставови. Македонската академија на науките и уметностите ги оцени како неточни и крајно тенденциозни тврдењата на Божидар Димитров, директор на Националниот историски музеј на Бугарија. Смета дека неговите антимакедонски ставови им се добро познати на МАНУ и на пошироката македонска јавност и не заслужуваат посебен коментар. Од ВМРО ДПМН возвратија дека МАНУ како врвна институција мора да се грижи за државните и националните интереси и мора да побара објаснување што точно е договорено во Бугарија. Доколку МАНУ навистина смее да има став, без при тоа да не се плаши некој од академиците дека Заев ќе го избрка од работа, како што вели Димитров, го повикуваме МАНУ како врвна научна институција која е задолжена за проучување и штитење на македонскиот идентитет, јазик и култура, да ни се придружи во барањето до Заев, тој јавно да и каже на јавноста што договарал во Софија. Околу најавениот договор за добро соседство се изјасни и бугарскиот европратеник Андреј Ковачев. Според него добро е што Заев се свртел кон Софија, а при тоа влегува во сериозен конфликт со Србија. Договорот не го видел, но тврди дека за него веќе имало неколку работни групи. Што се отнася до договор за добро соседство, за сега тој соврши имаше няколку работни групи, стигна се до някакъв проект текст, който аз сами лично не съм виждал, но пак се надявам, че правителството на господин Заев с външен министър Никола Димитров ще бъде една от основните им желания, както са заявили пред мене, за възможно най-добри отношения с България. Веднага справка с това, че Заев влезна в сериозен конфликт, знаете, с Сърбия. И поскоро 3 недели од средбата на Заев и Борисов, јавноста се уште не знае што точно содржи најавениот договор за добро соседство. Финиш на вечерашнава дебата со Георгиевски и Арстовски околу односите со Софија и со Атина. Господа, имаме уште 7-8 минути на располагање до двајцата прашање за прогноза за разврската токму на овие релации со Грција и со Бугарија. Можеме ли да очекуваме позитивен импулс во релациите и со двата соседи, или ова се само некој привид кој што сме го имале изминатиот период, многу пати изминативе години, повторно ќе останеме на статус кво, или оние центри кои што ги споменуваме, кои што очекуваат од нас, споменавте и многу работа, меѓутоа и конкретни решенија во регионов, дали тие ќе стимулираат некои решенија кои што би оделе и во нивна полза и во полза на регионот? Мислам дека после посетата на како и беше прва посета на во тој меѓународен блок на посети на нашиот министер на Атина, и после она се што беше таму кажано, дури мислам дека бев на една телевизија, на Телма, кога беше во живо баш тогаш, во тој момент. И ќе спомнаме на работа која не беше спомната тука, и новинарите, не знам за кое чудо, него фатија еден многу важен момент во изјавата на грчкиот министер за надворешни работи. Значи, Грција си ги повтори своите ставови, даден е позитивен импулс за градењето на мерките за доверба, ама да ви кажам, две соседни земји, и ако се третираат како, да речеме, со желба за пријателство и така натаму, во тој дух да се решаваат прашањата, 2,5 години се многу заедни мерки за доверба кои се познати 20 години, ви кажа. Тоа е број 1. Она што беше важно тогаш, грчкиот министер спомна во неговата изјава дека предлага да двајцата отидат во Њујорк и таму да потпишат нов договор. Јас тоа веднаш го крстив стапица, бидејќи го слушав и во превод и директно на грчки, и во превод го слушав, меѓутоа тоа многу брзо така помина, бидејќи беше само еден инсерт од
од разговорите, меѓутоа проверив, тоа го кажал, и идејата што е по мене, тоа значи дека еве нели неколку пати поранешниот мој колега Мајас пишува во една колумна дека практично више времената согласност е ставена на страна. Не може да биде ставена на страна. Времената согласност е толку прецизно направена, со таков прецизен крај, завршеток, што викаме завршни одредби, така што запамтете овој збор, ќе бидат побарани и добри услуги на Соединетите Американски држави. Соединетите Американски држави не само во нашиот спор, во Израел, Палестина, во други клучни, така наречени врели жаришта, биле медиатори некако да се дојде до спогодба, да се потпише, познати се тие Кемп Дејвид и така натаму и така натаму. Значи, и тука имаме една таква формулација. Истото се однесува, и да довршам само за ова, тоа значи дека ако сакат значи не сакат да влеземе во НАТО, или сакат нова формулација за да влеземе во НАТО, за да не врзат со некаков рок и со некакво цврсто дека мораме. Тоа треба да бидеме многу внимателни и добре што не му одговори тогаш нашиот министер на тоа. Едноставно како, бидејќи веројатно не било ни предмет на разговорите, кога разговараат два министра, се знаат темите на разговор кои се. Не можете вие да давате нова тема на пресконференција. Не знам дали било во разговорите, не е важно. Врзано за истата работа за Бугарија. Бидејќи јас имав различно мислење од колегата, не сум колега, не сум бил председател на собрание како амбасадор, значи имав дека ова е едно, да речам грубо, сценарио како да се направи една фина атмосфера сега и да се помогне. Мислам дека ќе има некаков медиатор и во оваа цела работа. Вештачки ли се прави таа атмосфера? Не се прави вештачки. Немало таква, да речем, задртост, би рекол, меѓу двете страни, меѓу Бугарија и меѓу Македонија и Бугарија, така што ова беше веднаш дојде до прифаќање на посетата. Веднаш, значи не се чекаше ни еден ден. Мислам дека имаше позиција од Атина дека многу потешко се преговарало со ВМРО-ДПМН отколку со очекувањето од оваа влада. Добро, сакат и они во духот на заложбите на Брисел и они сакат да пофалат. Значи, мислам дека ќе има некаква помош и во финализирањето на овој документ, кој сакам едва и чекам јас да го видам што беше толку што требаше да се спрема 2-3 години и така натаму и така натаму. Значи, сепак имаме еден позитивен привод и една убеденост дека до неколку чекор напред ќе мора да се направи. Ова е врзано и со 369 документот што е стигнато од ова, тоа значи 3 месеци, 6 месеци, 9 месеци, имаме рокови, немаме сега ова направите го па ќе видиме. Значи, овде се врзани се работите со рокови. Значи, институциите на државата, на системот морат да работат интензивно за да се направат првите чекори, првите тие патокази за секој сегмент од нашиот систем. Дали е тоа правосуден, полициски, економски, еколошки, така натаму и така натаму. Значи имам ја да речам, еден позитивен приод кон целата оваа ситуација врзано за двете земји. Да се надеваме дека тој договор за добрососедство ќе ни биде транспарентно изнесен и дека нема да имаме различни толкувања од повеќе страни, па да имаме дебати со месеци како што имавме за платформата од Тиран. Таа беше транспарентно прочитана во собрание. Но имаше различни гледишта. Добро. Она што ни се представуваше што било договорено и што не било договорено. Георгиевски, што може да очекуваме? Јас не би се осмелил да очекувам нешто, да го заклучам, да заклучам ова дебата по прашање на еден незаклучен договор. Значи, отворен е договорот, мислам и ова дебата треба да оставиме отворена. Меѓутоа, wishful thinking, јас би сакал, и да колегата во право и јас, ти двајцата сме за тоа дека ја рековте дали ќе не биде и како. Овој народ прегрмел многу потешки ситуации од овие, ќе не биде, само треба
да имаме ум во главата и сами со себе да се измириме. Како што гледам, не оди таа работа. Не оди таа работа, се раѓа пак злака и тоа е многу лошо. А тоа ќе го искористат сигурно и едни, и други, и трети, и четврти тоа. Зошто да не го искористат? Но, сепак нема да има фатален крај. Нема да има фатален крај. Мислам дека новите овие деца, новите генерации имат една друга самосвест. Ние можда старите сме и преоптоварени со предрасуди, со нашето искуство горко и така, па поќе ни личи да сме песимисти. Нема ништо посмешно од стар човек оптимист. Меѓутоа, јас сум оптимист. И покрај тоа што во исто време се интензивира на релациите и со Софија и со Атина и на затварање. Знаете што уште Ленин рекол, ова е од мене несмачно и цинично, да го цитирам Ленин за крај на дискусијата, ама тој рекол колку полошо, толку подобро. И било право. Комунистите колку полошо носеле на Русија, толку било подобро за нив. И тоа е стар механизам комунистички. Господа, ви благодарам за одвоеното време што бевте дел од вечерашното отворено студио на телевизија Нова. Благодарим и ние. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва од отвореното студио. Дебатата со Георгиевски и Арсовски за односите на Македонија со Грција и Бугарија. Во продолжение уште едно информативно издание, информативен блок со колешката Анита Петровска-Рајковиќ. Од мене добра ноќ. Ај на бас. Ај на бас да се патиме. Дека со Бугарија.